Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Министерот за локална самоуправа Сухел Фазлију оствари работна посета на Кочани. При тоа во локалната самоуправа се сретна со градоначалникот Илиев, кој го запозна со активностите и проектите што предстојат во наредниот период. Министерот за локална самоуправа Сухел Фазлију и директорот на Бирото за регионален развој Рамес Реджепи остварија работна посета на општина Кочани, при што во локалната самоуправа се сретнаа со градоначалникот Никол Чуилиев и разговараа за актуелни проекти за кои се очекува реализација. Исто така стана збори за состојбите и активностите на општината. Беше оценето дека соработката е на високо ниво, што возможува реализација на започнатите проекти, а особено значени се оние од програмата за прекугранична соработка, од каде општина Кочани и годинава ќе користи средства. Министерот за локална самоуправа Фазлију истакна оти со посетата на општините не само што сака да слушне за потребните проекти на граѓаните, туку и да донесе добра вест за реализација на следни проекти. Според него, само со праведно и фер вложување во регионите можат да се намалат разликите меѓу нив. Неопходна е и поддршка од самите општини затоа што локалната и централната власт можат да придонесат работите да се придвижат напред. Инаку, средствата за равномерен регионален развој се зголемени за 100%, но Министерството за локална самоуправа се залага и средствата од другите ресорни министерства при распределбата да бидат според степенот на развиеност. На средбата беше нагласено дека со поддршка од Министерството, минатата година во Кочани беше пуштен во употреба инфоцентарот на Пониква, локалитет на кој општината настојува да изгради и ски лифт, што како проект беше истакнат и на регионалниот форум во заедниците. Комисија во Министерството за локална самоуправа ќе ги разгледува аплицираните проекти, а приоритет ќе имаат оние со регионален презнак. Во фаза на еволуација е уште еден проект што е поднесен од општина Кочани, а за кој се очекува и конечно одобрување. Инаку, во наредниот период, преку програмата за прекугранична соработка, во Кочани ќе се реализира реконструкција на мултикултурниот центар, објект што меѓу граѓаните е познат како Старо кино. Со предстојните градежни активности ќе се најде техничко решение за негова хидроизолација, ќе се постави термоизолацијска фасада и ќе се изврши внатрешно уредување. Комуналното јавно предпријатие Водовод набави нова градежна машина ровокопач што ќе се користи за одржување на инфраструктурата во општина Кочани. Средствата се обезбедени од сопствениот буџет во висина од околу 60.000 евра. Комуналното предпријатие Водовод ја реализираше набавката на нова комбинирана градежна машина ровокопач. Од сопствените средства потроши околу 3.600.000 денари. Проширувањето на возниот парк се најавуваше уште пред почетокот на годината, а тоа треба да обезбеди подобрување на условите за работа и поквалитетни услуги во одржувањето на инфраструктурата во општината. По завршувањето на тендерската постапка и изборот на најповолниот понудувач, во кругот на стопанскиот двор на Водовод веќе пристигна новата градежна машина. Според техничката спецификација во тендерската постапка, таа има работна зафатнина на моторот од над 4000 см кубни и има можност за утовар на тежина до 3 тони и максимална длабочина на копање од 6 метри. Со набавката на комбинираната градежна машина ќе се намалат и трошоците во одржувањето на постојната механизација, а во исто време ќе се обезбеди побрзо, поредовно и поажурно завршување на секојдневните работни обврски. Последен пат ваква машина вредна 77.000 евра беше набавена пред 4 години, а рокот на нејзиното отплаќање беше 3 години. Тогашниот ровокопач беше набавен како дел од обврските на општина Кочани во рамки на проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води. Средното општинско училиште Гошо Викентиев продолжува со склучувањето договори за соработка со фирмите и институциите од Кочани за реализирање на практична настава на учениците, за што добиваат и финансиска надокнада. По долгогодишната соработка со Евана, ово училиште ваков договор склучи и со компанијата Амфенол, а во преговори и план е да склучи договор и со уште 4 приватни компании од Кочани. Продолжува склучувањето договори за соработка на Средното општинско училиште Гошо Викентиев со приватни фирми и институции во однос на реализирање на практична настава на учениците.
Имено станува збор за соработка преку која учениците не само што добиваат знаења и практична обука која е од голема важност, туку добиваат и финансиска надокнада за реализација на практичната настава во одредени институции. Евана веќе е постојан партнер со години, институција која зема ученици од 3 и од 4 година и ги финансира за време на практичната настава во месец јуни. Во прашање се символични 4500 денари кои им ги даваат на учениците, но сепак се значајни за нив, бидејќи освен пари, истовремено тие ученици добиваат практична обука, а во иднина стануваат и потенцијални работници во институцијата во која ја реализираат обуката. Ова училиште ваков договор склучи и со компанијата Амфенол. Има и нов проект. Проектот е започнат со УСАИД. Го започнавме како идеја пред отприлика околу 4 до 5 месеци. И веќе е известен дека се реализира, подпишани се практично преддоговорите, спроведена е комуникација со Амфенол, кај нас општо познато дека функционира како компанија која што произведува кабли за автомобилската индустрија и дел во делот на производството на антени за мобилни станици. И таму веќе направивме договор со самиот представник кој што е генерален менаџер господинот Сашко Наков за финансирање на 30 ученици во наредниот период, значи месеците април и мај и јуни, кои што ќе доваѓаат на обука и исто така ќе им биде исфинансирана нивната обука. Тоа би значило дека ќе имаме можност да финансиски да ги мотивираме учениците и да можат истите да бидат потенцијални работници во Амфенол како компанија која што екзистира на овие простори. Идејата наша не е само Амфенол, значи идејата наша е да може сите ученици кои што се заинтересирани да продолжат во делот на производствените погони, да може да се приклучат кон сите компании кои што екзистираат на локално ниво. За сега сме во преговори со Амфенол, бидејќи струката која што негуваме, значи електроника и телекомуникации, електроенергетската струка и машинската струка, во потполност се компатибилни со потребите на самата компанија, но и со струките кои што ние ги негуваме во училиштето. Проектите не застануваат тука. Се очекува во наредниот период ваков договор училиштето да склучи и со останати фирми и институции од градот, како што се Делта Холдинг, ИНТ, Европа 92 и Тинг Инокс. Фирми кои ќе може да финансираат ученици кои ќе одат на пракса и ќе добиваат и пари и знаења, но и стануваат потенцијални работници во таа фирма или институција во која ја обавуваат практичната настава. Втор во државата, Даниел Димитровски, ученик во 8 оделение во основното училиште Малина Попиванова, освои второ место на државниот надпревар програмирање, што се одржа на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки во Скопје. Тој работеше под менторство на наставничката Сања Тодорова и е единствен ученик од основните училишта од Кочани кој учествуваше на ваков надпревар. Досега овој надпревар програмирање C++, кој се одржува на факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки во Скопје, беше наменет само за средни училишта. Прва година може да учествуваат и ученици од основните училишта. Од кочанските основни училишта единствено учествуваше Даниел Димитровски, ученик во 8 оделение во основното училиште Малина Попиванова и го освои второто место, за што многу е задоволен, бидејќи се напреварувал во силна конкуренција и станува збор за доста тежок надпревар. Јас на овогодишниот надпревар по програмирање C++, кој што прв пат се одржува оваа година, претходно беше само за средните, а оваа година е и за основните. Се пласирав на државниот надпревар, каде што го освоив второто место и сум задоволен. Се подготвував со мојот ментор Сања Тодорова, долго се подготвувавме. Даниел Димитровски работи под менторство на наставничката Сања Тодорова, наставник по информатика во основното училиште Малина Попиванова, која што веќе 3 години поред со своите ученици учествуваат на државен и го освојуваат првото место. Лани првото место го освои токму со ученикот Даниел Димитровски.
Методи Митев од Кочани кои боледува од хередитарна параплегија повторно започна со апелите за помош за собирање средства, овој пат за втор третман соматични клетки во Кина. По првиот се чувствува подобро и лекарите му ветуваат големо подобрување и по вториот третман, кој чини 23.000 евра. Митев ги моли сите хумани граѓани да му помогнат. По првиот третман на матични клетки во Кина се чувствува подобро. На Методи Митев, 36 години од Кочани, кој боледува од хередитарна параплегија и поради која не може да оди, потребен му е втор третман со матични клетки. Тој, гледајќи ги резултатите од првиот третман, во договор со лекарите од Кина, одлучиле за втор третман, по кој треба да му се оствари сонот и да застане на ноза. За реализирањето на вториот третман му се потребни 23.000 евра. Митев повторно се обраќа до хуманите граѓани да му помогнат. Сакам да упатам еден апел повторно јавно до сите граѓани, фирми и пошироко, дека повторно имам потреба за лекување во Кина, ради тоа што веќе до денешната дата имам направено една година како ги имам примано првите матични клетки и веќе се гледат резултатите, ги имам почувствувано веќе резултатите со помрднување на нозите, со што го имав проблема со раците, што како што знаевте ми се кочија раците, се онесвестував и говор ми се факеше, сега веќе тоа го нема, значи тоа е многу голем напредок за мене. Како што реков, нозите ги помрднувам и тимот на доктор Ву од Кина му имав пратено мои документации нови и снимки и тимот одлучи за уште еден третман на матични клетки, што сегашниот третман, тоа е вториот третман на матични клетки, ќе ме кошта 23.000 евра пари. Па така да сакам да ги замолам сите граѓани и фирми, како и првиот пат што ми имат дадено поддршката, така и овој пат да ми ја дадат поддршката, да можем да ги соберам паричните средства и да заминам на лекување во Кина и како што толку време се борам со сонот да можем да го остварам да застанам на нози. Митев наскоро повторно ќе почне со активности и организирање хуманитарни концерти за негова помош. Инаку сите заинтересирани хумани граѓани можат да донираат на донаторската сметка во Тутунска банка и на броевите во T-Mobile и VIP. Следува информацијата од спортот. Екипите на фудбалската школа Фудбал Старс, кои се напреваруваат во јуниорската и детската лига, го одиграа редовното првенствено коло. При тоа забележаа 5 победи во сите возрастни категории и го потврдија лидерското место на табелите. Младите фудбалери на Фудбал Старс во 14-тото коло од јуниорската лига ги совладаа своите противници и постигнаа целосен успех, освојувајќи по 3 бода. Во регионалната југоисточна лига, генерацијата 2004 како гостин против градскиот ривал беше подобра и победи со 3:1. Со тоа, екипата освои нови бодови и во моментот е на третата позиција со вкупно 19 бода. Слично на нив и една година помладите фудбалери од генерацијата 2005 против своите врсници од Осогово имаа ист учинок. Тие беа дури и поубедливи, совладувајќи ги домакините со 4:0. Со тоа потврдија дека се силен противник кој не дозволува изненадувања, а со победата тимот сега има 30 бода и исто така е трето пласиран во својата возрастна група. Целосен успех имаа и најмладите екипи на Фудбал Старс кои се надпреваруваат во детската лига, каде се одигра 12-тото коло. Како домакини, тие играа против соодветните екипи на фудбалскиот клуб Кочани и победија во сите 3 надпревари. При тоа фудбалерите од генерацијата 2008-2009 славеа победа со убедливи 14:1, додека генерацијата 2010 беше поскромна во резултатот и ги совлада своите врсници со 4:0. Во последниот надпревар, екипата на Фудбал Старс од генерацијата 2011-2012 го победи Кочани со 3:1.
Викендов ќе се играат надпреварите во 15-тото коло од Југоисточната лига за јуниори и од 13-тото коло во детската лига, а Фудбал Старс ќе биде домакин. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.